Го погледнавте прилогот што го подготвија колегите од информативната програма, а ние денес во студиото за да позборуваме за ова, но и за многу други теми, го имаме градоначалникот на општина Центар, господин Горан Герасимовски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ви најдов. Ви благодарам на поканата и поздрав до вашите ценети гледачи. Јас ви благодарам што не одбивте нашата покана и што кога се договаравме за разговоров и кога кажавме едно од прашањата ќе биде што е ова што се случува во близина на Истгейт, рековте ќе ви дадам одговор. Жално и не дозволува тоа што се случува, не само во делот на Истгейт и не само за оваа депонија, туку има и неколку други депонии низ општината за кои што и ние водиме грижа, но треба и градот, а и жителите да ја дигнеме свеста малце на повисоко ниво. Сите добро знаеме каде се фрла отпадот и сите треба да водиме поголема грижа за поздрава животна средина. Проблемот е заеднички, иако на многу локации, вклучувајќи и ова, не сме ние одговорни, како што и најавивте на самиот почеток, но ние како општина секогаш ги засукуваме ракавите и бараме решение на проблемите за да граѓаните имаат што подобри услови за живот. И да се вратиме на она што е тековно во општината. Се подготвувате, објавивте конкурс за идејни решенија, наградивте 3 идејни решенија. Ќе добие ли Центар конечно нова општинска зграда? Идејата ни е уште пред неколку години. Ми требаше малце повеќе време за да го добиеме земјиштето во сопственост на општината, за да и отпочнеме со реализација, односно отпочнување на решавање на овој долгогодишен проблем. Знаете која е разликата од Герасимовски претходните градоначалници? Истите ветува, а јас реализирам. Ветува нова сала работнички и јас почнав да ја правам. И тоа ветува неколку градоначалници пред мене. Дури праја идејни решенија, ако се сеќавате, ништо тоа не бидна и салата повеќе од 5-60 години нема една шајка заковано и стои така, во моментов се отпочна со реконструкција на истата. Во минатото имаше идејно решение за нова општинска зграда. Еден од градоначалниците го спровел, потрошил финансиски средства, но земјиштето не било сопственост на општината. Па не можел да гради. Се прави идејно решение на нешто што не е наша сопственост, знаејќи дека кога би го добиле, тогаш би можеле да почнат со градба и сите тие се лажни ветувања, популистички ветувања за керување на гласови за избори. Оно што ние го ветивме, а тоа е нова сала за клубот работнички, како и нова општинска зграда. Изгубивме скоро 2 години за да го добиеме земјиштето, како што кажав, од кога го добивме во наша сопственост, знаејќи дека сега можеме да отпочнеме, направивме конкурс за идејно решение, задоволен сум од големиот број на или големиот интерес на и пријави кои што ги имавме поднесено идејни решенија, односно дури 13, имавме стручен тим кој што правеше верификација, односно направи избор на 3 најдобри, кои што се наградени од страна на општината, одвоени с финансиски средства од општинскиот буџет. Набрзо самите 3 решенија, односно сите решенија ќе бидат представени од страна на општината, да имаат граѓаните можност да ги видат сите идејни решенија кои што се доставени до општината и првите 3 избрани. Верувам, односно бараме начин да во текот на следната година отпочнеме со реализација на овој капитален проект за самата општина. Бараките во општината се од после земјотресот од 63-4 година, значи после 60 години бараме решение и на овој долгогодишен, да не речам проблем, се со цел пофункционални простори и подобри услови за работа и на нашите вработени, но и на жителите, поголема пристапност, нова сала за советниците, нешто што ќе биде доста помодерно од сегашните услови. Планот ни е да имаме и го решаваме проблемот и со паркирање во Девармало. Планирани се 2 нива подземно паркирање, околу 300 паркинг места, се со цел да ги ослободиме тротоарите во Девармало, со кој проблем се соочуваме со децении наназад. Исто така 100 паркинг места за велосипеди.
јас сум задоволен од прво, второ и трето наградените, од изборот на стручната комисија и верувам дека во текот на следната година ќе отпочнеме фазно да го реализираме овој проект што го имаме зацртано и ветено пред граѓаните. Паралелно со тоа работите и на реконструкција и модернизација на уличното осветлување во општината. Да, и тоа е еден поголем проект кој што ни беше предизборно ветување. Поставуваме паметно осветлување, ново лето осветлување на територија на општина Центар, околу станува збор за околу 4000 нови светилки кои што се поставуваат по општинските центарски улици, се со цел да имаме што поголема безбедност на сообраќајот, на пешаците, да се намали бројот на деликвентни однесувања, кражби и слично. И дополнително да ги намалиме сметките за електрична енергија, еден од поголемите проблеми со кои се соочуваме сите општини, бараме начин да самите сметки ги намалуваме. Ние и преку собственото предпријатие кое што го имаме формено енергија Центар, преку кое поставуваме фотоволтаици, се со цел да сами произведуваме струја и ги задоволиме потребите на капацитетите училиштата и градинките, но и вишоците ги продаваме на слободниот пазар. И дополнително преку новото лето осветлување кое што е поставено во завршна фаза, сега ги местиме и оние паметни ормари кои што треба да се постават на одредени локации и очекуваме дека сметките ќе се намалат од 60 до 70%, што е значителен процент и висина на сметки кои што досега ги плаќала општината. Со оглед на тоа што голем дел од градот ни тоне во темница, уличното осветлување во Скопје во последниве неколку години не е за пофалба. Да се надеваме дека барем во Центар ќе биде осветлено со оглед на тоа што и фреквенцијата на луѓе пешаци таму е најголема. Има разлика и тоа е веќе забележливо. Скоро во поголемиот дел на центарските улици, кога ќе влезете од некој од булеварите во центарските улици, се осеќа одма разлика во делот на осветлувањето, иако градот Скопје пред само неколку години постави ново лето осветлување, но за жал, како што гледаме на подредени делови низ градот Скопје, како и општината Центар, не е баш секаде функционално. Так. Рековте дека општина Центар по 60 години конечно ќе добие нова општинска зграда со оглед на тоа што бараките си го отслужија своето. По 66 години основното училиште Коле Неделковски е доградено, комплетно е реновирано, проширено, со оглед на тоа што се зголеми бројот на жители во општината, па има и потреба, и тоа е добро што има потреба од нови училници и нови капацитети за учениците. Горд ли сте на тој проект? Секако дека сум многу горд и ова е едно од ветувањата кои што ги имавме предизборни, а и моите две деца учат во училиштето Коле Неделковски, така да сум ептен горд за самиот проект. Доградивме 4 нови училници и два кабинети, едно модерно катче кое што ги подобрува и ги изголемува капацитетите и подобрува самиот образовен процес и условите за образовниот процес. Нов лифт за дечиња со посебни потреби, тоалети за дечиња со посебни потреби, рампа за инвалиди и така натаму, едно модерно убаво катче кое што ги подобри условите во општината и не само во Коле Неделковски, правиме реконструкција и во другите училишта. Приоритетници нашите најмлади во општината, поради тоа што тие се иднината на нашата општина и на држава, и затоа многу вложуваме и во градинките, но и во основните училишта. При крај сме и со реконструкција на нашата нова градинка во населбата Пролет, една од поголемите градинки во државата. И тоа е еден поголем проект кој што е капитален проект кој што го правиме со сопствени буџетски средства општински. Планираме да во текот на следната година, односно самиот почеток на следната година, отпочнеме со запишување на дечиња во таа модерна, инклузивна и најубава градинка, можам слободно да кажам, што ќе се отвори во државата. И најголема секако. Токму така се најголеми капацитети. И сега кога сме ме радува и фактот што студентите од одредени факултети, но и одредени амбасади ја посетуваат градинката, се одржуваат предавања во самата градинка за квалитетот, стилот и така натаму, и за тоа сум посебно горд.
И кога сме кај учениците и кај децата што одат во градинка, мора да кажеме, да споменеме дека во сите основни училишта на територија на општина Центар имате инсталирано прочистувачи за воздух и во детските градинки. Со оглед на тоа што сезоната е баш таква, веќе започна загадувањето во градот, барем децата додека се во училиште и во градинка да дишат колку толку прочистен воздух. Да, жално е тоа што во Скопје се соочуваме со проблем со загадување децени назад и се уште не е најдено решение за решавање на проблемот. Многу пати е зборено, дури на ЗЕЛ се отварани теми за овој поголем проблем со кој се соочуваме во градот Скопје. Решението е да сите 10 општини, не може само Центар да се справи со загаденоста, поради тоа што не е загаденоста само во Центар. Ние сме котлина каде што сите општини треба да седнеме, изнајдеме решение и начин како да се справуваме со овој поголем проблем. Ние покрај садење на зеленило, покрај поставување на филтери за прочистување и надворешно прочистување на воздух, бараме начин да преку субвенции за велосипеди, тротинети ги менуваме навиките за што поголем број на луѓе помалце ги користат возилата како превозно средство. За жал, градскиот превоз не е на задоволително ниво, кое што дополнително прави проблем и со загадување, но и со сообраќајен хаос низ општината и општините во градот. Но бараме начин како општина да се справуваме со овој проблем. Имаме одредена план и стратегија која што ги спроведуваме, но добро е да се вклучиме сите општини заедно за решавање на овој заеднички проблем со загадувањето. Поставени се, како што напоменавте, филтри за прочистување на воздух скоро во сите основни училишта и на територија на општината и во самите градинки. И дополнително во градинките се поставени нанофилтри на прозорците за прочистување на воздухот и планираме да во текот на следната година започнеме поставување на филтри на прозорците во самите училишта. Јас би сакала овде да го прекинеме за момент разговорот и да погледнете една анкета што колешката Билјана Јанакиевска ја сними денес некаде во централното градско подрачје. Да ја слушнеме анкетата, а потоа ќе продолжиме со разговорот. Што недостасува на општина Центар? Па да е почисто. Па не само хигиената и културата и да има подобра уреденост на архитектурата, сите објекти да се исти и така. Чист воздух. А друго све има. Дуќани, продавници, аптеки, се има друго. Што недостасува? Па повеќе природа, повеќе дрвја, тоа пред се. Многу згради се изградија, така да повеќе природа. На нас младите тоа не е потребно. Тебе? Исто, чист воздух. Зеленилото, воздухот, училиштата, локалите треба да се подобрат. Еве и слушнавте и дел од граѓаните кои што денеска ги прашавме. Сите некако во овој период од годината велат ни треба чист воздух. Да, како што почнува есента и зимата, се соочуваме со проблемот со загадувањето. За жал и од она што го гледаме последните денови, дека сме меѓу 10 најзагадени градови не во Европа, туку во светот. Треба за самиот проблем да водиме поголема грижа, поради тоа што самото загадување влија и на здравствени проблеми со кои се соочуваат жителите. И јас пред неколку дена, баш со сопругата пешачевме, дури се покајавме зашто искочивме вечерта да пропешачиме, поради тоа што треба буквално да се шета со маски. Работиме на тоа да нашите инспектори вршат поголеми контроли во делот на загадувањето. Доста се загадува и од одредени семејства кои што не водат грижа и се загреваат нивните домови и со дрва, но тука вклучуваат и лепаци, и гуми и така натаму. И се што нашле старо по подрумите. Токму така, дополнителен проблем со загадувањето. Потребна е, како што кажав, стратегија на градско ниво, каде што ги се вклучи градот и сите 10 општини, за да овој проблем сите заедно го решаваме. Затоа што загадувањето не е како со нож пресечено, па во оваа општина почнува и до тука трае, туку навистина и не само градот Скопје, во целата држава имаме проблем со загадувањето. Она што е можеби еден од поголемите проблеми во општина Центар е сообраќајниот метеж.
на улиците и паркинзите. Генерално со оглед на тоа што се што се случува во градот е веројатно сконцентрирано најмногу во централното градско подрачје. Улиците се такви какви што се. Капацитетите се тие кои што многу тешко можеме да ги прошируваме. Бараме начин да ги подобруваме условите со тоа што ги правиме одредени улици резидентни за паркирање само за жителите кои што живеат во тие делови во општината. Подготвуваме стратегија и план заедно со јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар за следната година, на кој начин ќе ги подобруваме условите. Доградуваме нови паркинг места, ги реконструираме сегашните наделови паркинг места за да ги подобриме и условите и капацитетите за паркирање во општината, но потребен е и добар градски превоз за да граѓаните не ги користат секојдневно своите возила и прават дополнителен сообраќајен хаос низ општината. Општината Центар, како што и сите добро знаеме, најфреквентна општина не само за возила, туку и за пешаци, кои што прават дополнителни проблеми и за паркирање, и со загадување, и со хигиена, кои што проблеми сите заедно, и општината, и јавното претпријатие бараме начин да ги решаваме и подобруваме. Затоа токму и во Девар Мало ја правиме општинската зграда со толкав капацитет на паркинг места за да ги подобриме условите за паркирање и ослободиме тротоарите. Во Девар Мало голем дел од зградите во Девар Мало немаат и за жал и подземно паркирање, а капацитетите, како што напоменавме, на улиците се тие. Во минатото сите сме имале по едно, сега имаме по 2 до 3 возила од домаќинство и тоа не било планирано и програмирано пред 30 на години за толкав капацитет и број на жители, но и на возила. Преку одредени програми наоѓаме начин при издавање на одобрение за градба, задолжително колку што има број на станови да има и паркинг места. Преку програми ги тргнавме оние непопуларни клацкалки кои што во минатото се цртале и место 30 паркинг места се реализирале по 7 до 10 и стварале дополнителни проблеми со паркирањето во општината. Сега почнува да се развиваат одредени населби како Маџар Мало, населбата Крњево и така натаму. Дел од инвеститорите кои доаѓаат, прво нешто што говориме е да ги задоволат капацитетите, дури повеќе од потребните, односно од бројот на станови и стамбени единици, за да не се соочуваме со проблем со паркирањето наредните години. Со оглед на тоа што знаете како велат инвеститорите, вика во моментов има доволен капацитет и по улиците. Да, ама тоа е во моментот. Мораме да мислиме за наредните 10, 20, 30 години и затоа што од сега треба да плански се гради и плански се развива општина. Кога сме веќе кај Маџар Мало и кај Крњево, улиците се направени за во времето кога таму имало куќи. Така што веројатно кога ќе се направат згради, ако немат доволно паркинг места под зградата, таму ќе нема место ни за пешаци, а не за возила. Со таков сличен проблем се случуваме и на Водно, Славејко Арсов и останатите улици, каде што едва и се разминуваат возилата, а не па да се паркираат на самите улици. Дури на делови од улиците нема место да се постават и контейнери, па се поставуваат оние помали канти за да ги задоволат потребите на жителите. Страшен проблем, плански правен развој на одредени делови на општината, создаваат проблеми во сегашноста и затоа сега треба да мислиме за иднината како што подобро да ја планираме и урбанизираме самата општина. Кога сме веќе кај планирање и урбанизирање на општината, морам да ве прашам, аплициравте за средства од Министерството за локална самоуправа, од средства што владата ги доделува за општините. Да, кои планови аплициравме и сега, аплициравме и добивме средства и од претходната влада за реализација на неколку улици, за паркот во Капиштец, еден поголем проект и за првата фаза од салата работнички која што отпочната. Сега аплициравме за втора фаза за сала работнички и за дополнителен парк и зелен пазар. Хортикултурно уредување и решавање на деценијски проблем кој што го имаат граѓаните не само за зеленило, туку нови плочници кои што се проблем поради тоа што протекуваат во самите паркинзи и стварат дополнителни проблеми на жителите. За едниот проект имаме одобрени финансиски средства, за другиот ни побараат дополнителни документации кои што се доставени, верувам
дека и Дека за ќе биде вториот проект за Зелен пазар хортикултурни партнерно уредување, дека ќе ни бидат одобрени финансиски средства. Ги подготвуваме проектите за следната година, за кои што планираме да аплицираме. За истите ќе разговараме од јануар-февруар. Токму заради тоа ве прашувам, бидејќи премиерот денеска излезе со информација дека следниот повик веројатно би бил на почетокот на следната година, односно некаде таму на пролет, март-април. Март-април, да. Така што верувам дека имате време сите градоначалници да се подготвите комплетно за се она што планирате Да, и да потребно го е време реализирате. за подготовка на самите проекти, кога станува збор за поголеми капитални проекти, потребно е повеќе време, односно неколку месеци за да се подготват самите проекти. Во моментов се планираат, односно дадено и од мене, но и побарање на граѓаните од буџетските форуми и предлози од страна на граѓаните, но и службите. Подготвуваме неколку проекти кои што планираме до март месец да бидат подготвени, со кои што ќе аплицираме, здраве Боже, на новиот повик. Кога ги спомнавте граѓаните, не смееме да заборавиме дека Општина Центар го слуша гласот на граѓаните и ги повикувате активно да учествуваат на сите оние форуми кои ги имате и преку веб страната се разбира, да кажат што им е потребно за општината потоа да може да го реализира. Тоа го правиме неколку години, односно од самиот почеток на мојот мандат, каде што се организираат буџетските форуми за да ги слушнеме предлозите, идеите, препораките на граѓаните, како заедно да креираме подобри проекти за самата општина и за нејзиниот развој. Буџетскиот форум заврши, имавме доста креативни идеи, предлози, дополнително имаме, како што напоменавте, на самата страна анкета за можност да се даваат предлози и идеи кои што би ги вметнале во новите програми, во новиот буџет за 2025 година. Истите се сумираат, до последната недела ќе се разгледаат, за да се планираат за новите програми кои што ќе ги усвојуваме за новиот буџет. Успеавте да ја решите гласната музика од кафеаните во Дебармало на Боемска 1, на Боемска 2, гласната музика во Капиштец? Не целосно, но водиме борба за решавање. Како што напоменав и во минатите емисии, не ни е целта да го уништиме ноќниот живот, целта ни е да воспоставиме ред и подобри услови на граѓаните. Буквално во Капиштец пред неколку месеци и години се соочувавме со огромен проблем со гласната музика. Дури викенди се иселува, тој што има викендици и слично за да може да се наспијат буквално. Имавме неколку поголеми акции во текот на летото со МВР. Верувам дека истите правиме договори да продолжат и наредниот период. И не само за гласната музика, туку и за проблемот што го имавме со малолетната деликвенција и уништувањето на детските и спортски игралишта. Правиме напор да не само со МВР и со другите институции со кои што остваривме повеќе состаноци да заеднички го решаваме проблемот. Дополнително имаме огромен проблем со зелениот пазар, со дивите продавачи, со узурпирање на зелените површини и таму направивме неколку координирани акции и во текот на целата година се прават акции заедно со МВР и повеќе институции. Во пред 2 недели баш имавме и средба со повеќе институции кои што се инволвирани во самиот процес за да го решаваме и овој проблем со кој се соочуваме. И за крај се разбира, со оглед на тоа што некако полека ја ситниме годинава, имаме уште месец и половина до крајот на 24-та, арно ама некако почнува, барем во Дебармало, да се чувствува таа новогодишна атмосфера со оглед на тоа што кафеаните, кафетериите веќе се новогодишно украсени. Годинава, Општина Центар ќе се покаже. Да. Како и досега? Како и минатата година. Оваа година и подобро од минатата година, односно планираме во накетување на општината, на неколку локации, за истото благовремено ќе бидат информирани и на кои локации и колку финансиски средства ќе бидат потрошени за оваа намена. Сакаме да во зимските празнични денови да направиме што поубав амбиент за празнично прославување, фамилиарно прославување на овие празници, но и разубавување на општината и давање еден посебен дух за да и најмладите уживаат во
новогодишните празници. Знаете што граѓаните знаат да кажат од пандемијата наваму и така се ни е некако тмурно. Убаво е барем за празниците кога ќе видиме дека е накитено, осветлено, атмосферата е поубава. И атмосферата и расположението е поубаво и по-друго кога градот е накитен, има посебен шмех и дух, а и најмладите уживаат во накитен и убав весел град. Па и постарите. Секако. Герасимовски, ви благодарам што денес одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Намерно не ве прашав за најстарата популација на жители на општина Центар, односно за пензионерите, затоа што сега во продолжение имаме одличен проект кој што е трета година поред, само ние како општина го спроведуваме. Почнавме со најмладите, завршуваме и со највозрастните во општината, значи грижата ни е за сите жители подеднаква, се грижиме и за младите, подобри услови, капацитети во училиштите и градинките, подобри спортски сали и детски игралишта, но и за највозрастните. Имавме и одлични настани со пензионерите во општина Центар и прекрасна соработка и еве трета година поред изнаоѓам начин да одвоиме финансиски средства и помогнеме во овие празнични денови символично како општина. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.